Во тек е пријавувањето за учество во втората женска фудбалска лига за сезона 2025-2026. Сите екипи кои имаат интерес да учествуваат во новата надпреварувачка сезона ќе треба да пополнат пријави со цел да потврдат за настап во новата сезона. Минатата сезона во втората лига настапи 8 екипи кои играат во двокружен систем, односно дома-гости, а шампион беше екипата на Кочине која избори влез, односно враќање во првата женска фудбалска лига, со што поранешниот шампион на Македонија ќе игра во фудбалската елита на Македонија во женска конкуренција. Вардар, кој е вице шампион, не успеа да го помине баражот за влез во прва лига, откако загуби од екипата на Речица. Според тоа, од ланската сезона остануваат 7 екипи кои ќе треба да потврдат учество за новата сезона, а тоа е Плачковица од Радовиш, Победа во Ландо, Билен Извори, Порече Македонски Брод, Борец и екипата на Слободен. Овие 7 екипи кои ќе треба да го потврдат учество за новата сезона. Дополнително има простори за секоја ново пријавена екипа, што би значило дека овој број може да се зголеми. А како што откривме во спортскиот магазин Трибина на МН телевизија, можда нова екипа во втората женска фудбалска лига би било Ускана од Кичево, а има најави за уште неколку нови екипи, но ќе се чека официјално да се пријават истите за новата сезона. Дополнително покрај со пријавувањето за учество во втората женска фудбалска лига, во тек е пријавувањето за настап во младинските лиги во женска конкуренција, а тоа се кадетската и младинската лига. Новата сезона во втората женска фудбалска лига треба да започне во средината од месец септември.